Пред 10 дена распишана меѓународниот тендер за изградба на првата регионална депонија во близина на Светиниколското село Мечкоевци, потврдија од Министерството за животна средина. Првата современа депонија треба да се изгради во рок од околу 2 години, а ќе обслужува околу 370.000 жители од источниот и североисточниот регион. Додека се изгради депонијата, треба да се реши проблемот со помалите депонии, но и да се изградат претоварни станици. Кочани е една од локациите, но изминатиот период оваа депонија предизвика еколошка катастрофа, алармираат граѓаните кои веќе втори ден го блокираат пристапот до неа и не дозволуваат влегување на камионите со отпад од Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново, Блешево. Протестираме за депонијата. Секој дневно се пали. Това е ненормална работа, виж. Сега, нека преземат нешто. Ние сме тука, ќе се опреме, овие возилата не ги пуштаме на продавајаци. Ѓубре, а друго ќе се продува, а иначе овие нема да минат никако. Тука ќе стоеме 24 сата сега. Граѓанските активисти и жителите на Кочани велат депонијата веќе половина година чари и го загадува воздухот во градот, но и во населените места низ Кочанско поле. Од комуналното предпријатие Водовод денеска информираат дека не го собираат сметот низ населбите поради блокадата и протестот кај депонијата. Трет ден со механизација се работи на расчистување на депонијата и има 24 часовен надзор со цел да не се влегува во неа и се спречи намерно потполување на отпадот.